ВМРО-ДПМН е партија која што се грижи за сите категории на граѓани, вклучувајќи ги и пензионерите. Тоа го покажуваат и конкретните мерки и проекти. Впрочем, најдобар показател за успешните политики на ВМРО-ДПМН се неоспорните бројки кои говорат дека пензиите од 2006 до денес континуирано растат. Фактите покажуваат дека просечната пензија од 7.684 денари во 2006 година пораснала на 13.754 денари во декември 2016 година, што е зголемување за 79%. На ниската пензија од 4.330 денари во 2006 година пораснала на 8.895 денари во декември 2016 година, што е зголемување за 105,8%, а највисоката пензија од 27.606 денари во 2006 година пораснала на 37.882 денари во декември 2016 година, што е зголемување за 37,3%. Дополнително, од септември 2008 година започнавме со исплата на пензиите секоја прва седмица од месецот, но истовремено на сите корисници на пензија. Согласно со програмата Реално, во следниот мандат до 2020 година, владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе ги зголеми пензиите на 10,25%, и тоа 5% со исплата на пензијата во септември 2018 година и 5% со исплата на пензиите во септември 2020 година. ВМРО-ДПМН покажа дека тоа што го ветува и го реализира. За разлика од времето на СДСМ, кога пензиите не се исплаќаа редовно, а беа и намалени за 8%, денес пензионерите знаат дека може да сметаат дека ВМРО-ДПМН, како партија која доби најголема поддршка на изборите, ќе продолжи да спроведува покачување на пензиите, да спроведува мерки и проекти во нивен интерес. За истакнување е и проектот Банско-климатска рекреација на пензионери, кој успешно се спроведува во изминатите години. Ова е проект кој го почнавме во 2010 година и заклучно со 2016 година проектот го искористија на 36.700 корисници на пензија. Услугата за банско-климатска рекреација ќе може да се користи еднаш во периодот од втората половина на март до ноември месец секоја година во траење од 7 дена и ќе опфаќа 6 полни пансиони, тоа значи ноќевање со 3 оброка дневно, банјска терапија, еден задолжителен здравствен преглед, трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта од местото на живење на корисникот до установата во која што ќе се користи услугата на банско-климатската рекреација. Проектот ќе продолжи да се реализира и во наредните 4 години, при што годишно ќе бидат опфатени 5.500 корисници на пензија. Односно, ќе бидат опфатени 22.000 пензионери во период од 4 години. Исто така, од 2015 година започнавме и со проектот Бесплатен туристички викенд за пензионери кои се реализира во одморалишта и хотелски комплекси во Охрид, Струга, Дојран, Крушево и Берово. Предност имаат корисниците на пониска пензија. Во 2016 година упативме 3.000 корисници, а од 2017 година дополнителни 3.000 корисници на пензија. Проектот ќе продолжи да се користи во 2018, 2019 и 2020 година, а услугата ќе може да ја користат до 4.000 корисници на пензија годишно. Во пролетниот и во есенскиот период, односно вкупно 15.000 пензионери за период од 4 години. Во периодот кој што е пред нас, како одговорна влада, ќе направиме напори да се зајакне социјалниот, материјалниот статус, стандардот, достоинството и мирот, како и спокојот во пензионерското секојдневие и поминување на зрелите години од животот на меѓусебно дружење. Тие тоа го заслужиле со својот придонес кон Македонија и ние тоа знаеме како да го цениме и да го вреднуваме. Ви благодарам.